Стартува црвена линија, јас се уште сум Тина. Па јас се уште сум Тео. На самиот почеток, како и секогаш, одиме со она што не смеете да го пропуштите вечерва. Целосна воена интеграција во НАТО. Во топ тема вечерва и за актуелните политички турбуленции и обиди за формирање ново парламентарно мнозинство. Топ тема вечерва со министерката за одбрана Радмила Шекеринска, а ќе ја води Боби Христов, а ќе ја гледате во 19 часот и 15 минути. Како што знаете, ние секоја емисија имаме главна тема, како и денешната. Денешната главна тема гласи: автомобилот е оружје, доколку не е одговорни и несовесно се управа. Како е вашето мислење за казните? На оваа тема секако ќе имаме уште една актуелна подтема. Дали треба одредени суди повторно да студираат? Зошто го поставивме ова како подтема со оглед на тоа што се изречуваат најчесто условни казни, благи казни за сторителите на тешки сообраќајни несреќи при кои што има жртви. Затоа и ве очекуваме во црвена линија со напомена дека секој излагање ќе трае 70 секунди за секој гледач. 02307667. Така, сега мислам дека можеме ние да го видиме следниот прилог што нашиот драг колега Петар го има спремено, што е поврзан со нашата главна тема. Да го видиме заедно. 125 луѓе или во просек на секој 3 дена животот го губи по еден човек најмалку. На патиштата гинеле поради неносење појас, неприлагодена брзина на возење, непочитување на сообраќајната и патната сигнализација. Категоријата млади возачи е највисоко на црната листа, а зад нив се највозрасните. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата денес заситени в засади дрвце во знак на сеќавање. Од РСБСП се прогласија за ненадлежни за покренување на било какви иницијативи за законски измени и поголема казнивост. Но од Министерството за правда ќе копираат американска верзија во кривичниот законник. Овде ќе се вика безобзирно управување на моторно возило. Во САД со овој закон се казнува пристигнување на друг автомобил или автобус, брзо возење, возење во алкохолизирана состојба, расеано возење или небрежност која резултира со повреди. За вакво нешто таму се оди во затвор до 3 месеци или се плаќа казна од $145 до $1000, а возилото може да биде запленето во период од 1 месец. Во македонскиот кривичен законник веќе има дело кое го уредува ова, загрозување на безбедноста во сообраќајот. Меѓутоа има и проблеми во примената, признава министерот. Текстот на новиот кривичен законник треба да биде готов до крајот на оваа година или почетокот на наредната, а потоа ќе се проследи во собрание. Има речичи правда креваат раменици, зошто и покрај законската можност. Убиците на патиштата добиваат минимални или условни казни. Сообраќајката во Охридско и спогодбата на Зоран Милевски Кичеец ги спротивстави судските инстанции. Според судски совет, Врховниот суд треба да ја усогласи судската пракса. За исто дело да се добива слична казна во зависност на отежителните и околностите против виновниците за тешки сообраќајни несреќи. И веќе ние во оваата одрижија дека го имаме и првиот гледач. Внимателно, 70 секунди за вас. И добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ало, јас ли сум на линија? Вие сте. Да, повелете. Благодарам. Па вака, јас гледајќи ги со настаните во текот на деновиве, јас се чини дека судиите треба не да се вратат на факултет, воопшто да им се одземе дозволата за работа, затоа што ќе наведам само 3 случаи. Случајот на пешачки премин во Струмица, девојката ја нема. Значи, случајот во Охрид, 2 живота, значи умрени, 2 особи. Значи 3 особи се тешко повредени. Случајот со Маврово со Кичевец. Ја ми се чини дека, значи, прво е недозволиво некој, значи, да суди онака како што судат нашите судии. И за мене, ние имаме X и X можда и јадници предмети кои се дадени се во Страсбург. Таму Страсбург не ич што се вика почитува, но не казнува онолку колку што они Пазите одредат. 15 секунди. А судиите значи воопшто не учествуваат да вратат дел од тие средства. Значи ако предметот оди во Страсбург, треба и судијата да сноси дел од одговорноста. Колку за подсетување, министерот за правда Бојан Маречик најави воведување на ново кривично дело безобзирно управување со моторно возило и тоа кое што треба да се најде како предлог закон и да стои во кривичниот законник. Но да не должиме многу, веќе го имаме следниот гледач. Добро вечер.
Добро вечер. Дали се слушаме? Дали го имаме гледачот на линија? Да, се слушаме. Одлично. Одлично. Имате 70 секунди, повелете. Видите вака, автомобилот е вестинско оружје за неодговорно и несовесно управување. Али уште се поголемо оружје нашите студии, нашите чичковци и војковци што ги заштитуваат тие, како да наречам, насилници во сообраќајот. Тоа е чудо нешто невидено. Како најпрво, како пример да ги земам таксистите, кои за 50 денари поминува на две полни линии, сече патишта, како да кажам, за негови 50 денари да брзина се збогати, мислам, тоа е богатење или што е. Животите да ги става на другите во опасност. Ми се случува, деца возам во градинка, патот ми го пресекува, го погледнал со свирка, застану на него псуе, дори ми се захранува со оружје, не знам што знам. На што личи ова наша држава? Толку, благодарам. Фала ви. Во ред, благодарам и за вашето учество. Доколку немаме гледач, секако ќе продолжиме и со нашиот прв гостин. Имаме гледач, одлично. Да. Предно за гледачите, повелете, во црвена линија сте. Добро вечер. Само неколку реченици. Слободно. Дали може слободно, така? Да, Да. повелете. Да се престани да се тргува со мртви души, јавните обвинители, адвокатите и судиите да престанат да тргуваат со мртвите души, со жртвите во сообраќајките. Најзначајно решение за правосудниот систем во Македонија е разрешен судија да не може повеќе да биде адвокат, да никогаш да нема право да биде адвокат. И сиот проблем веднаш ќе се реши. Во Соединените американски држави разрешен судија не може да биде адвокат, не може да влезе во судница. Значи, постојат многу едноставни решенија. Ние како граѓани, како држава, како општество, да ги преземиме наједноставните решенија, да не тргуваме со мртви души. Благодарам многу. Благодарам за вашето учество во црвена линија. А денес на темата автомобилот е мокно оружје, поради кое што неодговорно и несовесно возење може да предизвика жртви. Се разбира, зборуваме на тема со нашиот денешен прв гостин. Ако го имаме веќе на Zoom, Дејан Андоновиќ од Републички совет за безбедност во сообраќајот. Тоа ќе биде првиот гостин во црвена линија. Дали го имаме на Zoom? Доколку не одиме тогаш со гледач. Дали се слушаме? Да. Добро вечер. Гледачите во црвена линија секогаш имаат предност. Повелете. Ајде да збора може, нели? Да, секако. Па вака, автомобилот оружје, тачно дека е оружје, само ја би кажал за казните. Значи, казните не се соодветни према граѓаните. Значи, пази, има луѓе што се напатерани со пари, работат со милионски вредности на пари, у евра, у долари, како сакаш речи ги. Има обични румбачи, да речам, кои зимаат едва 10 до 12.000 денари плата, и сите тие плаќаат една иста казна. Значи, ако е казна за пребрзо возење 40-50 евра, и тој со 10 и тој со 100.000 евра, значи тој со 10.000 денари плаќаат исто. Не може така. Треба да биде тоа процентуално. Колкаво имање има тој со пари, тој 100.000 евра, ќе си плати 70% од тие пари што ги содржи у себе. Времето ви истече. Така, ви истече. Колку за подсетување за наредните гледачи, секако зборуваме за темата, главна е висината на казните кои што се изречуваат во тешки сообраќајни несреќи, односно кон оние виновници на патиштата кои што дури предизвикуваат жртви. Гледачот кој што ни јавува дека го имаме, дали го слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас исто за темата сакам да разговарам.
судиите имат мито, затоа такви пресуди за нас. А сега па слушам, сега взимат, например, 90.000 плати и повече. Сега па сакат да ги качат платите. Затоа не треба ни платите да ги качуват и треба да се казнат кои ќе бидат панени. Дека взимат мито. А сега, ако и качат па платите, значи оваа власт треба да има слух малку да слушне дека на судиите не треба платите да се качуват. Толку имам да кажам, пријатно. Фала ви за вашето мислење. Благодарам за вашето учество и став од Црвена линија. А сега и како што пред малку нели најавивме, нашиот денешен прв гостин е господинот Дејан Андоновиќ од Републички совет за безбедност во сообраќајот и ви велиме добро вечер и вам со оглед на тоа дека надвор е ног. Како сте? Добро ви благодарам, не е ног, иако е ног и надвор, сепак е се уште попладно. Се уште попладне по часовникот, но и одлучуваме ние вака во меѓупростор да велиме добар ден и добро вечер. Здраво, здраво. Како да денеска зборуваме за исклучително една важна и сериозна тема со оглед на тоа дека јавноста разви голема дебата во однос на висината на казните за сообраќајните несреќи, па првото прашање до вас би било колку неодговорното и несовесното возење е главен причинител на сообраќајни несреќи во кои има тешко повредени жртви? Па не е едно од причинителите, но кој е главен причинител, несовесното однесување за се во животот носи последици, особено во сообраќајот. Значи, доколку немате вистински пристап, концентриран пристап, не го почитувате сообраќајот, правилата, прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, тоа е несовесно возење и ризикувате да го загрозите вашиот и животот на останатите во сообраќајот, кои во тој момент на вашето лудило се нашле на вашиот пат. Така и сега може да се надоврзиме нашето следно прашање. Дали може да откриете колку жртви во текот на изминатата година имало во сообраќајни несреќи? Вака, морам да кажам дека изминатата година ние бележиме, значи, за последната 2020 година, бидејќи 2021 година податоците ќе ги имаме дури во февруари следната година. Значи, за последната 2020 година имаме 125 жртви. Тоа е многу помалку од претходната 2019 година, кога имавме 132 жртви и најмалку број на жртви во последните 10 години. Но тоа не е некој податок за кој можеме да се гордееме, бидејќи секој еден живот што ќе се загуби, без разлика дали се 2 или 5 или 10, се голема трагедија за околината, за семејството, воопшто, значи за сите оние кои ги познаваат жртвите. 0 жртви во сообраќај е можеби нашата цел и се стремиме кон тоа, но за да ја постигнеме таа цел, мораме да ја подигнеме јавната свест, етиката и моралот на личното однесување во сообраќајот. Колку вие како Републички совет за безбедност во сообраќајот организирате едукативни работилници, проекти за сите учесници во сообраќајот, и тоа не само за возачите? Ние низ целата година имаме континуирани кампањи кои ги правиме со поддршка на вас медиумите, веројатно и гледачите ваши и вие како вработени во Телма телевизија, веројатно сте забележале дека цела година Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата прави кампањи во зависност од календарот на актуелностите. Сега сме во зимска кампања, значи апелираме за користење на законската обврска за носење зимска опрема и покрај тоа што надвор се уште условите на патот не се за зимска опрема, сепак апелираме бидејќи и законски сме обврзани од 15 ноември до 15 март да имаме зимска опрема. Ми се чини дека нашите кампањи даваат резултат. Ако се земе во предвид дека изминатите години, повторно ќе кажам, од година во година имаме се помал број на сообраќајни жртви, односно жртви во сообраќајни незгоди. Но ќе повторам, и покрај нашите апели, подсетувања, работилници, едукативни состојби кои ги правиме, сепак повторно ќе кажам, да ја подигнеме јавната свест, сообраќајната култура и да се однесуваме културно и законски во сообраќајот. Само така ќе имаме 0 жртви во сообраќајот.
Така, дали имате некаква евиденција колку користењето на мобилниот телефон, особено пишување и читање на SMS пораки, користење на социјални мрежи е главен причинител за несовесно возење? Јас повторно ќе кажам, ние како Републички совет за безбедност во сообраќајот не водиме статистики, тоа го прават нашиот партнер МВР и бројката прецизна не можам да ви ја кажам. Но можам да ви кажам дека те концентрираноста додека чекате на семафор или додека возите и се концентрирате на пишување на пораки и на користење на мобилни телефони, многу ја зголемува, односно го зголемува ризикот за евентуален сообраќајен инцидент. Не сте концентрирани и можете да направите некаква трагедија, не дај Боже. Ние преку годината имаме и кампања за некористење на мобилни телефони додека управувате со моторното возило. Бројки немаме, но сум сигурен, стојам за ова, дека многу од сообраќајните инциденти се предизвикани, ако не целосно, барем делумно, со користењето на мобилните телефони. Вака за крај, дали сте самите вие возачи, имате ли можеби платено досега казна? Јас морам да признам дека и пред да бидам ангажиран во Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, сите овие 20 и кусур години додека сум возач на А, на Б категорија, се разбира, на обично возило, на кола, немам ниту еден сообраќајен инцидент. Тоа е малку и среќа, малку и дисциплина, но и многу почитување на сообраќајот. Кога има гужва, кога одам на некаква прослава, никогаш не одам со кола, туку одам со такси, зошто да ризикувам некакво евентуално опуштање во животот, не дај Боже да ме чини некаков голем сообраќајен инцидент. Останува да ви се заблагодариме за вашето учество во Црвена линија. И се надевам дека повторно ќе се слушаме, но овој пат ќе зборуваме за некакви проекти, се разбира и работилници. Ете, тоа е она што посакуваме во Црвена линија. Во продолжение се разбира на 023076677. Ве очекуваме вас, почитувани гледачи и фанови на Црвена линија. Секако да го дадете вашиот став во однос на висината прецена казните кои што се изречуваат при кривично дело тешки сообраќајни несреќи, при кои што има и жртви, и уште како што рековме со Тео, дали судиите треба повторно се вратат некои суди на студирање. Одиме со реклама. И сега е време за да видиме прво дали имаме гледач. Ако немаме гледач, веднаш ќе го вклучиме нашиот втор гостин во Црвена линија. Сепак ќе потсетиме дека станува збори за наша колечка Билјана Николовска, која што токму работеше на овој случај, го подготви прилогот кој што одеше во вестите во 15 часот и 30 минути околу новоизречената пресуда на 22 годишниот кумановец Никола Стефановски. Билјана, здраво, како е во деск? Работно? Здраво. Да, работно се разбира, до доцна вечерва и ние ќе работиме заедно со колегата Миомир Серафиновиќ и Снежана Лупевска-Созен. Се разбира, ја подготвуваме новата емисија на Код и токму овие теми ги отворивме во оваа емисија. Да, само ние заедно ги работиме овие теми, а прилогот денеска го изработи колегата Миомир. Така и тој одеше во 15:30 и се разбира и во понатамошните изданија. Ке почнеме така како што сушност ние и темата на денешното издание Црвена линија. Автомобилот е оружје и доколку неодговорно и несовесно се управувам, може да биде многу опасно оружје. Кое е вашето мислење за казните кои што се изречуваат при тешки сообраќајни несреќи при кои има и жртви? Да, не можеме да генерализираме и ние како новинари се разбира дека не сакаме да ги коментираме казните, сите казни кои што постојат, да речеме, во нашите судови во однос на овие дела кои што се поврзани со сообраќајот. Не можеме да кажеме сите дали се лоши или добри, затоа што се разбира дека секој случај мора да се гледа поодделно, односно од самиот старт, од тоа како била водена истрагата, преку обвинителската работа, обвинителската одлука, па се до тоа како течел процесот и како на крајот судот ја донел и оваа одлука. Но она што можевме ние како истражувачки новинари да го забележиме
е тоа дека дел од пресудите и за нас беа, се разбира, малку нејасни, а особено за роднините на жртвите кои што изразуваа и се почесто започнаа да се јавуваат во нашата редакција како незадоволни. Дел од нив беа, се разбира, незадоволни од самиот старт на водењето на истрагата, со низа сомнежи, со низа интервенции на, да кажеме, на записници, на полициските инспектори, на начинот на постапување на обвинителите, не се согласуваа со квалификацијата на делото кое што е дадено на обвинителите, за на крај да дојдеме до ситуација дека дел од роднините на жртвите не се согласуваа ниту со судечките одлуки, односно сметаат дека казните се прениски и најчесто забелешките беа во однос на условните затворски казни за дела, например, односно за сообраќајни незгоди каде што има човечки жртви, дури млади, момчиња, девојки по повеќе мина загинале во една сообраќајна незгода и токму за ова реагира. Затоа и ние сметавме дека мора да се отвори ова прашање и да ние како истражувачки новинари да видиме токму како се воделе овие постапки и затоа ќе речам, можеби најголем дел од пресудите, конечната одлука која што веќе ја изрекол судот, можеби се и правични, но сепак постои еден мал процент кој што сега немаме ние истражувања колку е процентот, но има неки сообраќајни незгоди кои што предизвикуваат сомнежи за целата постапка која што се водела. Така, сега следното прашање, како ние што видовме, е доста популарно на разни социјални мрежи. Дали треба одредени суди да се вратат повторно да студираат? Да, неблагодарно би било ние како новинари, нели, да ја коментираме работата, односно, нели, така и милуваат да кажат и самите суди, па и учесниците во судските постапки, дека сепак судечката работа не би требало, односно пресудите не би требало да се коментираат. Но, нели, така ќе кажам, работа на судиите е сепак да судат по закон. Факт е дека она што ќе биде презентирано пред нив, тие можат да го ценат и токму затоа и ние сакавме како новинари да реагираме да се водат постапките многу попрецизно, многу повнимателно, затоа што учесниците во целите постапки, односно нели обвинетите од друга страна имаат право на правично судење, можеби ќе се докаже дека не биле виновни. Значи не мора да значи дека секогаш кога има обвинение луѓето се виновни, но токму затоа треба судовите и нели првично обвинителите да работат по закон. Денеска во вистите, како што и напоменавме, во 15 часот и 30 минути одеше прилог во врска со новата пресуда која што е изречена во однос на сообраќајната несреќа што се случи лани во јануари кога почина малолетната Јелена Филиповиќ. Дали тоа значи дека има нова пресуда? Да, ова е прва пресуда за овој случај. Истрагата, да, траеше некое одредено време и тука денешната пресуда е 7,5 години затвор за обвинетиот и во исто време има тој забрана сега за управување со моторно возило во 5 години, во рок од 5 години, но во исто време судот му одреди мерка ефективен притвор. Тоа ќе значи дека ќе оди не во домашен притвор како што беше досега, туку ќе оди во затворски, ајде како на поедноставен речник да кажеме, во притвор. Специфичен е овој предмет. Родителите на загинатата постојано уште од првиот момент реагираат токму на тоа и што претходно го говоревме, како е водена истрагата. Тие се сомневаат дури на убиство, нешто за што подоцна обвинителството и не најде докази покрај тоа што беше поднесена кривична пријава против возачот, мислејќи родителите дека се работи за убиство. Сепак обвинителството немаше такви докази, не ја прифати оваа пријава, но сепак одеше со најтешката квалификација за ова дело, а тоа беше предизвикување на сообраќајна несреќа од умисла, бидејќи таму имаше, според, как ќе кажеме, обвинителството, докази за такво нешто. Она што е интересно за денешниот ден е затоа што судијата во овој случај потенцираше дека токму поради тоа што во последно време стана актуелни овие
случувања влијаеле на дел од таквата одлука. Сега не знам тоа колку е добро или не, но сепак се внимавало точно и прецизно на доказите, на ценење на доказите, за да се дојде до ваквата пресуда за која што дел од коментарите беа дека на вистина 7,5 години затвор и не е така мала пресуда, со оглед на тоа што се разбира дека имаше и жртва во оваа сообраќајна несреќа. Така, а зошто се одлучивте оваа тема да отворите во емисијата Код? Да, тоа е од особен интерес на јавноста и ние како новинари имаме голема обврска во однос на овие теми. Знаеме дека сите сме учесници на некој начин во сообраќајот, без разлика дали возиме или сме пешаци и се наоѓаме некаде на тротоар или на улица. Како што споменав и претходно, многу луѓе почнаа да се јавуваат и така доаѓаме до информации за тоа што се случува по судовите, за да го изразат незадоволството. И тука ја го лоциравме проблемот, дека можеби вреди оваа тема сепак да биде објавена на емисијата Код, да биде анализирана на некој начин, истражувана. Еве сега ги гледам и снимките од сообраќајната несреќа кој што се случи во селото Ласкарци, во кое што имаше 16 жртви. Исто така овој процес некако според наши видувања предолго трае. Значи има многу луѓе кои што се вклучени, кои што се заинтересирани за тоа како течат овие постапки во судовите и токму затоа мислам дека вредеше да ја отвориме оваа тема и сме среќни како новинари што јавноста многу започна да говори и под притисок можеби ќе се променат некои работи, бидејќи како што мигуваат да кажат правниците, ние имаме добри закони, но треба добро да се спроведуваат. Минатата недела во Код го гледавме првиот дел под наслов условни и минимални казни за сообраќајки со смртни последици. Што да очекуваме во наредното издание на Код? Кој ќе биде продолжение на темата? Да, не се откажуваме ние од оваа тема, се разбира дека ќе ја продолжиме. Токму една голема анализа и истражување правиме за оваа сообраќајна несреќа за која што и денеска имаше пресуда и целата историја на случајот ќе ја прикажеме во Код со додатно нови кривични дела кои што се предизвика поради оваа сообраќајна несгода, но ајде да оставиме тоа да се види во Код. Разговаравме и со представник на обвинителството, обвинител во рамки на државното обвинителство, кој што мораше да одговори на некои прашања на јавноста кој што сака да ги слуша овие одговори. Разговаравме и со коалицијата Сите за правично судење, тие имаат една добра анализа која што во многу пуст период успеа да спроведат и кој што покажува токму дека условни затворски казни има во судовите за кои што ние во претходната емисија ги објавивме случаите, односно најчесто условните затворски казни, па дури и со спогодби се наоѓаат токму во овие судови, но ајде повторно да не откривам се, да не гледаат нашите гледачи. И само уште еден случај кој што не е поврзан со сообраќајна несгода, но кој што се работи за правда за едно загинато дете во Куманово, мислам дека и тоа ќе биде случај на кој што треба да се обрне внимание. Билјана, благодарам многу што одвои од своето работно време да се вклучиш во Црвена линија. Ти благодарам за учество. Благодарам и вас. А секако ние сме на самиот крај на Црвена линија и еве една интересна тема, имате цел викенд да се подготвувате. Ќе зборуваме за мобинг на работното место и како да се препознае. Токму така, сега го оставаме во сигурни раце, наготвиме со Маја. Довидување, имајте убав викенд. Чао, чао.